Во тек е ново судење за пожарот во Кочанската дискотека. Судењето го следи колешката Тамара Дичовска, ја вклучуваме во живо во овие вести. Тамара, утрово можевме да ги слушнеме во видните зборови на поранишните директори на Дирекцијата за заштита и спасување, како тече рочиштето до овој момент. Да, за сега, дури сме тука на ова ручиште, воведни зборови имаат поранишните директори на Дирекцијата за заштита и спасување, како што кажа и ти. Прв во воведните зборови се обрати поранишниот директор на ДЗС Шабан Селију, кој што беше на чело на Дирекцијата од 2008 до 2017 година, додека пак кога се случи трагичниот пожар во Кочани, тој беше министер без ресор. Шабан Селију вели дека во сиве овие години, дури бил директор на Дирекцијата за заштита и спасување, тој не знаел дека постои дискотеката Пулс, ниту пак дирекцијата знаела. Вели дека Дирекцијата за заштита и спасување не е детективска служба да пронаоѓа нелегални објекти низ државата. Ако постои системска грешка, односно системската грешка треба да се наоѓа кај оние институции кои што имале надлежности и дали лиценза на оваа дискотека да работи овие години. Според него, тој смета дека обвинението не е основано и ќе докаже дека тој нема одговорност во овој случај. Вели дека државниот јавен обвинител Љупчо Куцевски направил преседан, кога на пресконференција кажал дека одговорност нема кај директорот на Државниот пазарен инспекторат, а има кај директорите, па тогаш прашува зошто е обвинет тој како директор, меѓутоа и останатите 3 директори на Дирекцијата за заштита и спасување смета дека обвинет бидејќи требало уште од 2012 година да предвиди дека ќе има пожар оваа година во Пулс, нешто што, како што вели, ниту Баба Вања не можела да го предвиди. Во продолжение да го слушнеме поранишниот директор на ДЗС за воведните зборови. Обвинет сум со паушалност на поврзани кривично-правни со управно-правни појми во обвинителниот акт. Цитирам: директорите на ДЗС иако биле свесни дека поради нивното несторување може да настапи штетна последица, се согласило со незиното настапување. Бог да чува. Што значи обвинет сум за евентуална умисла дека јас уште во 2012 година па се до 2017 година сум бил свесен и сум знаел дека ќе се случи настанот на 16 март 2025 година. Ова за волја на вистината не може ни Баба Ванџа да станела од гроб да го предвиди, а камоли ја, као обичен човек. Воведни зборови имаше и поранишниот директор на ДЗС Адан Джафировски, кој што беше директор на дирекцијата од 2017 до 2020 година. Тој во видните зборови кажа дека совеста му е чиста, бил кратко време дел од овој нефункционален систем кој што пробал да го подобри, а воедно и го подобрил. Вели принуден е да се брани од обвинение кое не му е јасно. Ги разбирал родителите кои ги загубиле децата, им ја разбира и болката, но вели дека едно зло не треба да се одмаздува со друго зло и да се смета дека правдата е задоволена. Во продолжение го слушаме и поранишниот директор Джафировски. Јас бев само кратко време на чело на еден фрагмент од тој нефункционален систем кој пробав со моето знаење и умење да го подобрам. И сметам дека во голем дел успеав, зашто верувам ќе успеам да го уверам судот во понатомошната постапка со докази кои ќе бидат презентирани. Ги разбирам и амбициите на некои јавни обвинители да напредуваат во своите кариери. Но никако, ама баш никако, нема да прифатам тоа да го прават на штета и сорушење на мојот интегритет и мојот авторитет. Ќе се борам додека дишам, ама тоа нема да им го дозволам. Ги слушнавме во видните зборови на двајца поранешни директори на Дирекцијата за заштита и спасување кои што се оградуваат од било каква одговорност за трагичниот пожар во дискотеката Пулс. Во видните зборови на другите обвинети продолжуваат целосниот извештај, ќе го имаме во 16 часот.
Тамара Дичовска, ти благодарам за овие информации. Си како остануваш да го проследиш остатокот од денешното ручиште, многу повеќе информации од тебе очекувам и во вестите во 16.